Редовно во нашето студио ни гостуваат пријателите од просветно дело, особено сега во овој период кога се подготвувате вие и вашите најмили за почетокот на новата учебна година, со сигурност дека добро ќе ви дадат информациите кои што во продолжение ќе ги споделиме токму со нашите пријатели од просветно дело, а денес во Македонија денес ни гостува Марија Богоевска. Марија, добар ден и добре дојде. Добар ден и добро ве најдов. На прагот сме на новата учебна година, 1 септември е веќе утре, од понеделник учениците, родителите, првачињата, сите под што се вели импресии и радости на почетокот на новата учебна година. Веројатно дека кај вас се чувствува веќе од поодамна оваа еуфорија во однос на подготовките за новата учебна година. Така, еуфоријата во просветно дело започна веќе од пред, да речеме, 2 недели. Во нашите книжарници е постојано полно, навистина е интересно, атмосферата е постојано разџагорена, постојано има деца, родители се подготвуваат за најважниот ден во детскиот живот, нели 1 септември, колку и да дечињата ете не сакаат и се со некој негодување дека почнува учебната година, им се скратува летниот распуст, сепак подготовката за на училиште е еден од најубавите денови кога станува збор за развојот на детето. Така што во нашите книжарници е постојано полно, постојано се бара се она што е ново, се подготвуваат со ранци, со училишен прибор, со боички и со се она што им е потребно. Одлично. Ние и денес повторно ќе наградиме дел од нашите гледачи кои што редовно не следат, а сега се подготвуваат за новата учебна година. Веројатно дека добро ќе им дојде на буџетот 15% поевтино да ја платат сметката во просветно дело. За првите тројца кои што ќе се јават, ќе следува токму тоа, 15% намалување. Но во секој случај вие размислувате однапред за сите оние кои што доаѓаат во просветно дело во овој период, акциите веќе започнаа. Така, значи од 26 до 1 септември, односно денес, заклучно сутре, имаме акција со сметка над 600 денари и со доплата од само 30 денари. Нашите купувачи може да добијат спортско ранче во кое што имаме ставено водени боички и ваучер со 15% попуст за следното купување, бидејќи нели кој еднаш ќе влезе во просветно дело доаѓа повторно, бидејќи постојано има нешто што е потребно за подготовка во училиште. А од 1 до 11 септември имаме нова акција со сметка над 1500 денари, доплата од само 50 денари. Купувачите може да се добијат убав училишен ранец во кој што има ставено молив и повторно ваучер од 15% попуст. Ете еден апел до родителите, бабите, дедовците, сите оние кои што ги подготвуваат своите најмали за поаѓање на училиште, искористете ги акциите во просветно дело, а вие кои што гледате Македонија денес и сакате да добиете намалување на вашата сметка, јавете се, првите тројца добиваат 15% намалување. Марија, доаѓаат веројатно и учениците заедно со родителите, што е она што најмногу сакаат девојчињата, каде тие го вперуваат својот поглед кога ќе влезат во просветно дело? Така, значи девојчињата се оние кои што секогаш се малку попребирливи, со момчињата е полесно, тие веќе знаат и каква боја на ранец сакаат и што сакаат. Девојчињата се оние кои што знаат и по неколку часа да останат во книжарницата додека не ги разгледаат сите ранци и додека не видат со која јакни и со кои патики најдобро им одговараат ранците, не излегуваат. Она што е моментално најактуелно, а што го има во книжарниците на просветно дело, се ранците со ликот на Санторо. Тоа е оне девојче со црна коса и која што на својот лик нема носи и уста. Има интересна приказна, односно 2 приказни околу овој лик и зошто девојчињата толку многу го сакаат овој лик. Станува збор за дизајн од 2010 година и е направен според првата приказна и она што јас го прочитав, дека сите оние кои што го носат овој лик сакаат да го кажат сето она што го премолчуваат и токму затоа девојчето нема уста. А постои повторно уште една приказна околу дизајнот на девојчето е дека сите оние кои што го носат овој лик изразуваат јавен револт против тоа дека се уште на светот има гладни деца. Го знаат ли децата сето ова? Ја знаат ли оваа приказна? Да, ја знаат, а доколку не ја знаат, кога ќе прашаат, тука сме ние да им објасниме. Меѓутоа денешниве деца со социјалните мрежи знаат се. Знаат многу повеќе него ние што секако можеме да знаеме за нивните омилени ликови. Во прилог гледаме дел и од акциите, секако сето тоа трае во континуитет овие денови. Сите родители може да се упатат на сите продажни места на просветно дело и да ги бидат дел од овие акции, секако да ги подготват своите најмили за учебната година. Ние го имаме и првиот гледач кој што ќе добие 15% намалување, кој ни се јавува. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до гостинката, овде е Вера од Скопје.
Вера, податоците ќе ги оставите во режијата, секако ќе ви исконтактираат од просветно дело за да може да го подигнете овој ваучер, односно 15% намалување за вашето купување кај нив. Имаме и следен гледач кој што ни се јавува, воедно и добитник на 15% попуст. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Вера од Велет. Уште една, Вера, имаме, дали вие редовно пазарувате кога станува збор за училишен прибор и материјал кој што е потребен во просветно дело? Дали се слушаме? Се надам дека гледачката ги остави своите податоци во режијата за да може да ја исконтактираат од просветно дело. Рековте дека девојчињата се тие кои што се двоумат и подолго време поминуваат во продавницата да размислат што е она што сакаат, а ликот на Санторо е она што на крајот најголемиот дел од нив го одбираат. Што е со момчињата? Дали ти имаат повторно некој омилен лик или се сепак можеби спортски клубови? А така, момчињата, особено оние помалите, се уште се врзани и се поистоветуваат со суперхероите, така што во нашите книжарници е приполно со ликови од типот на Бетмен, Супермен, Спајдермен, сега повторно многу актуелни Star Wars. Повозрастните момчиња кога зборуваме за ониот 600 деление па нагоре си ги ногиат ранчињата со своите омилени фудбалски тимови Барселона, Реал Мадрид, а веќе оние тинеџерите си ги знаат класичните модели на габел со едноставни бои, нешто што би ги издржало сите нивни книги. Да, за сечи вкус има во просветно дело. Во секој случај сите може да го најдат она што ги прави да бидат среќни и задоволни, а пред се родителите затоа што квалитетот кој што тие го бараат го наоѓаат во производите во просветно дело. Имаме повторно гледач на линија кој ни се јавува. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Добар ден, овде Ленче на телефон. Ленче, дали вие купувате во просветно дело кога станува збор за училишен прибор? Да. Да, оставете ги вашите податоци, ви благодариме што се јавивте. Вие сте добитник на 15% попуст при вашето следно купување во просветно дело. Се надевам дека добро ќе го искористите. Освен ранците кои што, како што кажавме, се една од основните потреби за учениците и за родителите, каде што родителите внимаваат на квалитетот, а дечињата на дизајнот, исто така имате и доволно избор при училишниот прибор. Што тука паѓа како избор? Така, веќе со години наназад во просветно дело се водиме до таа политика дека сето она кога станува збор за училишниот прибор, особено за дрвените боици, фломастерите и темперните боици, мора да биде со знак еколошки, не токсично. Се внимава на тоа да се пере и од облеката. Кога зборуваме за училишниот прибор, веќе сме препознатливи по брендот Primo, италијанскиот бренд кој што веќе на сите им е добро познат, потоа Carioca, исто така бренд кој што навистина внимава кога станува збор за тоа да биде нетоксиколошки, еколошки произведен, меѓутоа и квалитетен, кој што остава на хартијата навистина квалитетен отпечаток. Милан, она што најмногу им се допаѓа според дизајнот, бидејќи ги имаат можеби најдобро дизајнираните острелки, тенкоминци, пенкала, меѓутоа и училишни прибори. Така што повторно ќе кажам, се водиме до тоа се да биде квалитетно, боите да не се сушат, лесно да се острат, да оставаат убав отпечаток и што е многу важно за оние најмалите да не бидат отровни. Во секој случај деновиве е доста интересно да се биде дел од просветно дело, веројатно и како купувач не вие од другата страна, како оние кои што сте тука да понудите сето она што е потребно за родителите да ги подготват своите ученици. Па кажете ми, се постигнува ли? Да, се постигнува со добра организација, ние сме навистина добра екипа, секогаш сме организирани, се постигнува. Се надевам дека во текот на следните 11 дена колку преостануваат до акцијата, родителите ќе ги искористат можностите да купуваат со поволности во акција. Секако следуваат периоди кога уште повеќе ќе се упатуваат родителите кон просветно дело за да го докупат сето она што е потребно. Па што е следно кон кое што ќе пазаруваат родителите? Па, освен училишните ранци и училишниот прибор, им нудиме се она што им е потребно, значи од тетрадки, блокови, буквално се што може да му е потребно на едно дете од прво оделение па се до завршување, значи па се до средно училиште. По завршување на ова училишна сезона започнува сезоната на градинки, значи повторно доаѓаат родителите со оние помали дечиња, за мали ранчиња, за боечки, за се она што им е потребно на дечињата во градинките. Еуфорични се првачињата, веројатно најмногу, затоа што тие сега започнуваат со својот училишен процес, но како поминуваат годините, се стишува ли еуфоријата? Какви се средношколците кога доаѓаат да одбираат материјал кој што им е потребен? Средношколците се знаат што сакаат, си одбираат ранец, си одбираат тетрадки, тоа е тоа, меѓутоа
Нема поубава слика од родители кои што го подготвуваат детето за прво оделение. Тоа е навистина една еуфорична слика, се што е потребно, па се прашува дали поголем, дали помал ранец, возбудата на оние најмали дечиња дека тргаат на училиште и очињата кои што им светкаат навистина е нешто многу убаво да може да се види во книжарница. Верувам дека е така и уште еднаш ќе ги поканиме сите оние кои што не следат да искористат акцијата која што денес заклучно и утре трае во просветно дело. Со 600 денари доплата од 30 денари се добива гратис торба за спортските активности. Така, и ваучер од 15% попуст, а од утре до 11 септември со сметка на 1500 денари и доплата од 50 денари добиваат ранец и повторно ваучер од 15% попуст. Ова е навистина убава акција, верувам дека сите оние кои што не следат ќе искористат за да на поедноставен и полесен начин го снабдат своето прваче, своите ученици за училишната година. Верувам дека родителите го планираат својот буџет, но сите овие попусти и акции кои што вие ги имате добро ќе им дојдат за нивната дополнителна ангажираност кон своите ученици. Па да, токму затоа и ги правиме овие акции, токму затоа им нудиме се што може да се понуди за да се подготви еден ученик за на училиште, да не мора да шетаат од едно на друго место, туку да влезат во една книжарница, да ги подготват и да не губат нели од своето време. Марија, ви благодарам за денешното гостување. Се гледаме повторно следната недела. Ви благодарам за поканата.